Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон сад. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, ова е ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски, а во наредните 8 минути со вас ќе биде Јулија Велковска. Синоќа во Торонто, Канада, заврши втората глобална конференција на обединетата македонска диаспора, од каде следи извештај. На емисијата започнуваме со најновиот преглед вести. Глобалната економија под притисок. Британскиот премиер Дейвид Камерун вели дека буџетскиот дефицит на земјата е полош отколку што се претпоставувало, како и дека ќе бидат потребни значителни скратувања за да се избегне должничка криза слична на онаа во Грција. Понеделникот падна вредноста на акциите на берзите во Азија, по истаков тренд на берзите во САД во петокот. Опадна и цената на нафтата, а вредноста на еврото наспроти доларот е на најниско ниво во последните 4 години. Американскиот председател Барак Обама денеска на посебна средба со владиниот кабинет ќе расправа за нафтеното излевање во Мексиканскиот залив. Бритиш Петролиум пак соопшти дека веќе има потрошено 1,25 милиарди во обидите да го запре излевањето и на расчистувањето, сума во која не се вклучени 360 милиони долари планирани за изградба на насипи за да се заштити крајбрежјето на Луизијана. Според адмиралот Тед Ален од Американската крајбрежна гарда, напорите за спречување на излевањето наверојатно ќе продолжат со месеци. Американската државна секретарка Хилари Клинтон започна турнеја по неколку латиноамерикански држави. Таа во главниот град на Перу, Лима, се состана со министрите за надворешни работи на Организацијата на американски држави, а на дневен ред е и средба со председателот на Перу Ален Гарсија. Клинтон потоа ќе ги посети Еквадор и Колумбија, последната станица на турнејата ќе биде Барбадос. Дури ни Коби Брајант не можеше ништо да стори. Бостон Селтикс во гости го победи Лос Анџелес Лейкерс со 103-94 во вториот надпревар од финалето на Националната кошаркарска асоциација NBA. Со тоа резултатот е изравнет 1:1. Реален кај Бостон беше немилосреден со дури 8 тројки. Следните два надпревара, иако е потребно 3 во најдобрите од серијата 7, ќе се играат во Бостон. Наредниот меч е во вторник. Ова е 11-ти пат како Бостон и Лос Анџелес играат во финалето на NBA. Џон Битов е легенда за Македонија и за македонците во светот. Изминатиот викенд во Торонто, Канада, на втората глобална конференција на обединетата македонска диаспора, му беше доделена награда за животно дело. Лилица Китановска беше таму и ја искористи приликата да поразговара со него. Во продолжение вие представуваме оваа исклучителна личност од диаспората. Во хотелот Шератон, во центарот на Торонто, во Канада, викендов што измина се одржа голем настан за Македонија и македонците надвор од незините граници. Обединетата македонска диаспора, организација под раководство на председателот Методија Коловски, овде ја одржа својата втора годишна конференција. Во извонредно богатата програма уште од првиот ден, организаторите најдоа за потребно да го почестат човекот што остави силен печат во борбата светот да дознае за македонското прашање, Џон Битов. Неговата биографија, добиени признанија и активности во кои учествувал, се преобемни за фактичко набројување, но овде само ќе кажеме дека овој горд канаѓанец никогаш не го заборавил своето македонско потекло. Денес себе си се представува само како пензионер. I'm retired, so I spend most of my time naturally with my wife and my grandchildren. Пензиониран сум, минува многу време со сопругата и со внуците, малку голф, седам на неколку бордови на големи корпорации, но има многу време. But I have lots of time. За наградата, вели, многу е почестен, особено што доаѓа од оваа организација, која нарекува број 1 меѓу сите слични во кои бил инволвиран во текот на животот. А тој живот е како самиот го сумира. Even though I was born in Canada, I come from a home that was mother and father were 100% dedicated, committed. Иако сум роден во Канада, доаѓам од семејство, произлегува од мајка и татко кои беа 100% посветени на Македонија и дома зборувавме само македонски.
Братот на мајка ми беше еден од првите основачи на македонска организација. Доаѓам од семејство кое секогаш било инволвирано во македонското прашање. Дури покрај тоа што Македонија беше во Југославија, а Југославија беше комунистичка. Јас никогаш не го признавав комунизмот, бидејќи верувам во капиталистички систем. Сепак оде во Македонија многу пати работев и помагав за многу председатели, од кои многумина ми стана блиски пријатели. Македонија секогаш била во моето срце и така ќе биде додека умрам. Фудбалските обожаватели ги бројат деновите до почетокот на светското првенство во Јужна Африка на 11 јуни. Ова е еден од најголемите спортски настани организиран на африканскиот континент. Јужна Африка потроши повеќе од 2 милиарди за осовременување на сообраќајната инфраструктура. Првиот впечаток за многу странски навивачи е петкатниот меѓународен аеродром во Јоханесбург, специјално дотеран за светското првенство. Јужна африканската влада само за неговото реновирање потроши речиси 700 милиони долари, но затоа тој сега има капацитет од 28 милиони патници годишно, споредено со 17 предходно. Портпаролот на аеродромската управа Соломон Макгали гордо истакнува дека петгодишниот проект за реновирање резултирал во воздушно пристаниште од прва класа. Ова е аеродром од светска класа, како што веројатно ќе најдете во Европа и други делови од Америка. Изграден според меѓународни стандарди. Дури сметам дека надминавме некои стандарди. Владата изгради нов аеродром од 1 милиарда долари во Дурбан, а ги модернизираше постојните во Кейптаун, Блуфонтајн и Порт Елизабет. И патиштата и железницата добија лифтинг. Подобрувањето на сообраќајната инфраструктура не е само за илјадниците странски навивачи. Тоа ќе биде од корист за домашната економија и по завршувањето на мундијалот. Многумина во Јужна Африка гледаат на првенството како на несекојдневна можност за развој на туризмот преку промоција на јужноафриканската гостопримливост. А кога веќе се е подготвено, се вжештува атмосферата во очи светското првенство. За фудбалската треска во Јужна Африка гледате утре во Ньюсфлеш. Утре во Ньюсфлеш, Јужна Африка ги брои деновите до светското првенство. Маскотата за Куми ја подгрева атмосферата пред почетокот на мундијалот. Гледате утре во Ньюсфлеш. Ова беше се за денес, како гледавте Ньюсфлеш на гласот на Америка на македонски, а јас сум Јулија Велковска од студиото во Вашингтон. За најнови содржини посетете нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер и ви благодарам на вниманието.